Не постои сегмент во енергетиката кој СДСМ не го уништи. Вонредно ја зголемија цената на струјата за 9,5%. Ја укинаат дневната ефтина тарифа за домакинствата. Компаниите кои набавуваат струја на слободниот пазар, каде цената на струјата е 5 до 6 пати поскапа, се оставени сами на себе. Го поскапеа парното за 14%, а во најголем дел од градот или воопшто не греат, или пак не се постигнува доволно загревање. Компаниите кои ги користат природниот газ како енергенс, поради енормниот пораст на цената на гасот, имат огромни финансиски проблеми. Поскапе и метанот за 120%, што доведува до тешкотии во работењето на ЈСП во Скопје, чии автобуси користат метан. Почитувани, не постои сегмент во енергетиката кој не го уништи СДСМ. Ада Елем не е во состојба да ги исполни своите законски обврски кон Еванахом, за што ќе се потрошат повеќе од 200 милиони евра пари од буџетот за увоз на електрична енергија. СДСМ мора да престанат да ја лажат македонската јавност дека имаме доволно сопствено производство на електрична енергија. Зошто ако е така, владата носи одлуки за префрлање на пари од буџетот на сметката на Елем за увоз на електрична енергија. Наместо увоз на скапа струја, требаше да се погрижат за нашите рудници да отвараат нови со кои што ќе имаме сопствен јаглен. Требаше да отвараат нови инвестиции и нови работни места, за да имавме сега струја со ниска цена од сопствен јаглен. Јасно е дека со државата владеат криминално-мафијашки кланови, кои ги користат државните институции за сопствени потреби и спремни се да уништат се што сме граделе децении наназад. Едно може да кажеме со сигурност. Со оваква власт се уништува енергетиката во Македонија во секој сегмент. Зошто владата одбира да помогне само на ЕСМ, а не на сите оние кои имаат проблеми со зголемување на цените на сите енергенси? Секој нареден ден на оваа криминална власт значи поголем пораз за Македонија. Потребно е итно заминување од власт на СДСМ, потребни се итни предвремени парламентарни избори, затоа што народот тоа го бара. Благодарам на вниманието.